20 часот го следите централниот дневник на К1. Добро вечер. Ова се настаните кои го одбележаа денешниот ден. Обновување на патната инфраструктура за поразвиена економија. За семејствата со ниски примања желба за градба на куќа. Владата обезбедува бесплатни проекти. 48 детски рацинови средби. Учениците во чест на Рацин твореа на тема "Ја сакам мојата земја". Интензивните градежни работи во патната инфраструктура придонесуваат за поконкурентна економија. Во моментов се работи на изградба на нови автопатски делници, регионални патни правци, но и модернизација на локалните патишта. Градежната механизација интензивно работи на изградба на нови автопатски делници, како и на модернизацијата на локалните патишта. Подеднакво се работи и на подобрување на регионалната патна инфраструктура. Во тек е изградба или реконструкција на 8 регионални патни правци во земјава во должина од 119 километри. Инвестицијата е околу 120 милиони евра. Се планира почеток на уште 16 регионални патни правци во должина од 276 километри, во што ќе бидат инвестирани 390 милиони евра. Вкупната инвестиција во тие нови 16 ќе биде 390 милиони евра, така што се работи на тоа што било ветено и согласно роковите, некогаш и пред роковите, се движат работите во правец на нивно завршување. Значи, 8 регионални патишта се во тек на градба, во износ од околу 120 милиони евра, други 16 од сега па во наредните 12 месеци ќе започнат со градба и ќе чинат околу 390 милиони евра. Тоа е сериозна реконструкција, сериозна градба, сериозна инвестиција, огромни износи се вложуваат во градби или реконструкции со проширување на регионалните патишта и тоа е инвестиционен циклус кој што ќе потрае подолго затоа што е дел од фокусот на нашата влада. Покрај интензивната изградба на автопатите Миладиновци Штип, Охрид Кичево, Демир Капија Смоквица, низ земјава ќе почнат да се градат и експресни патишта. Покрај Ранковци Крива Паланка ќе се гради и Штип Радовиш, а понатаму и Кочани Делчево, со што економијата во овој регион од Македонија ќе добие еден дополнителен стимул. Експресна врска е предвидена и во Охридско-Струшкиот регион. Ќе се градат нови патишта на релација Охрид-Пештани, како и од Требеништа до Струга. Следната година треба целосно да биде готов експресниот пат Велеска-Дрифаково. Од 2006 година па до денес неколкукратно се зголемени капиталните инвестиции. Во 2016 година за вкупни капитални инвестиции се одвоени рекордни 37,5 милиарди денари, што е за 27,9 милиарди денари повеќе од 2006 година, кога за инвестиции во овој дел биле издвоени 9,6 милиарди денари, покажуваат официјалните податоци на Министерството за финансии. Бесплатни проекти за изградба на куќи најави премиерот Груевски. Сите оние граѓани кои немаат доволно средства за да платат архитекти, ќе им бидат обезбедени типски проекти. Министерството за транспорт и врски веќе го завршува овој проект. Премиерот Никола Груевски најави бесплатни проекти за изградба на куќи. Граѓаните кои немаат доволно средства да платат архитекти ќе може да ги користат типски подготвените од Министерството за транспорт. Со овој проект граѓаните ќе заштедат неколку илјади евра. Тоа се значи готови завршени проекти за градба на куќа. Тие кога би ги правеле самите граѓани чинат отприлика околу некаде од околу 1000 евра до 2000 евра, што значи дека со овој проект што го имаме ветено во програмата и неговата реализација започнува во наредните 5-10 дена, ќе им заштедиме на секој граѓанин кој што не сака да плаќа проект за градба на куќа, а сака да земе таков проект кој што е типски направен, ќе им заштедиме помеѓу 1000 и 2000 евра. Освен овој проект, премиерот Никола Груевски најави уште многу други кои ќе се реализираат во наредниот период и се предвидени во програмата за 2016 година. Уште еден реализиран проект на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. 6 летниковци беа поставени покрај Подлешкото езеро. Председателот на Центарот Славчо Чадиев истакна дека проектите се реализираат низ сите општини, меѓутоа акцентот е ставен на помалите.
Со поставувањето на 6 летниковци, Центарот за развој на Вардарски плански регион реализираше уште еден проект. Со поддршка од Министерството за локална самоуправа и Бирото за развој, ова е еден од 8 проекти што Вардарски плански регион ги реализираше. За уредување на подлошко езеро беа обезбедени 1.800.000 денари. Денеска сме наоѓаме во општина Градско на Подлешко езеро, каде што ги промовираме поставувањето на урбана опрема. Значи ние преку проект преку Министерство за околна самоуправа и Биро за регионален развој обезбедивме 1.800.000 денара за поставување на ова опрема и разобување на овој дел од општината. Тука денеска со градоначалниците, со председателот на Советот дојдовме да видиме што сме сработиле и да ги ставиме во употреба и да го значиме овој проект како завршен. Овој проект е еден од 8 проекти кои Вардарскиот плански регион ги имплементира со поддршка на Министерството и Бирото за регионален развој. Проектот Туристичко-рекреативен центар Езеро Подлес, според градоначалникот на Градско Жанета Чаушевска, е од големо значење не само за жителите на Градско, туку и за жителите од целиот регион. Се отвораат вратите за користење на природните убавини на сите оние кои што го препознаваат Вардарскиот регион како примамлива туристичка дестинација. Досега Градско не беше вклучено во таа рута, освен Винскиот пат, така да со овој проект веќе се вклучивме и во другата туристичка понуда. Оно што председателот на Центарот за развој на Вардарски плански регион Славчо Чадиев го истакна е дека нема општина каде што немаат реализирано одредени проекти, но акцентот секогаш се става на помалите општини. Може само да истакнам задоволство од начинот како се одвиваат работите. Да напоменам само пред 2,5 години Вардарскиот регион беше еден просечен регион, без одредени апликации, без одредени проекти. Во овој момент сме лидери, слободно велам, лидери во изведување на проекти. Пред само 2 дена добивме и награда како второ награден проект во Република Македонија преку Министерството за локална самоуправа во период од неколку години од кој е воспоставено работењето на регионите. Според председателот на Центарот за Вардарски плански регион, единството и тимската работа е мотото на градоначалниците на овој регион, а тоа е единствената причина зошто се лидери во регионот. Воедно најави реализација и на останатите проекти. Активностите за проектот Енерджинет започнаа да се реализираат. Денеска учениците од Средното стручно училиште Коле Неделковски преку презентација од страна на грчки представници од проектот Енерджинет учеа за важноста од енергетска ефикасност. Проект кој локалната самоуправа го аплицираше во рамки на програмата за прекогранична соработка со Република Грција, а финансиран од Европската унија. Ајде да дејствуваме за енергијата. Ова е мотото на тематската мрежа за одржлива енергија на прекограничните локални власти. Во Средното стручно училиште Коле Неделковски, учениците имаа можност да научат како да ја заштитат електричната енергија и како нивното училиште да го направат енергетски ефикасно. Ова го научи од представници на проектот Енерджинет од Република Грција. Најпрво се изворите за обновлива енергија, што значи дека мораме повремено и брзо да ги замениме фосилните горива со обновливи извори на енергија. Второ е спојувањето со енергетска ефикасност, но и нејзино зголемување. Воедно, луѓето мора да го сменат ставот во однос на справувањето на енергија и да се однесуваат рационално кон неа. Денешната презентација на учениците е една од проектите кои треба да се реализираат во рамки на овој проект. Директорот на Средното стручно училиште Коле Неделковски, Боро Ристовски пак, вели дека во нивната наставна програма во голем дел од предметите е застапена енергетската ефикасност како образовна тема за изучување. Струките се такви кои што во секое поле ги пременуваат овие дејности, во делот на осветлението, потрошувачка на енергија, алтернативни извори на енергија, следење, контрола, компјутерско следење на потрошена енергија, осветленост и така натаму, значи во разни полиња училиштето е вклучено во делот на енергетската ефикасност. Покрај Средното стручно Коле Неделковски, вакви презентации за штедење на електрична енергија се одржа и во гимназијата Кочо Рацин и Средното економско Јовче Сличков. Станува збор за проект кој локалната самоуправа го аплицираше во рамките на програмата за прекогранична соработка со Република Грција, финансирана од Европската унија. Целта е штедење на енергијата и економски ресурси.
Со средства во висина од 16 милиони 630 илјади денари, општината ќе продолжи со поддршка на младите и спортот во Велес. Ќе продолжи вложувањето во голем број манифестации, спортски клубови, како инвестициски проекти за спортска инфраструктура. Од владачката ВМРО ДПМН со реакција зошто советничката група на Социјалдемократскиот сојуз не дала поддршка за инвестициите во спортот. Општината ќе продолжи со поддршка на младите и спортот во Велес во програмата на активностите на општината за следната година, која Советот ја донесе на последната седница. Предвидени се средства во висина од 16 милиони 630 илјади денари. Со ова продолжува, велат од владеачката партија, вложувањето во голем број манифестации, спортски клубови, како и во инвестициски проекти за спортска инфраструктура. Општина Велес во 2014 година во своја собственост го доби градскиот фудбалски стадион и веднаш пристапи кон негова реконструкција. За таа цел во програмата во 2014 година се издвоија 6,5 милиони денари за да се постави новата вештачка трава по највисоките стандарди на УЕФА. Во 2015 се издвоија 3 милиони денари за уредување на задтрибинскиот простор и на трибинскиот простор, воедно и реконструкција на сооблекувалните. Со истиот континуитет се продолжува и во 2016 година, со тоа што повторно се издвојуваат 3 милиони денари. Со програмата се предвидува и поддршка на спортските екипи од градот, меѓу кои градскиот ракометен клуб Борец. Средствата како надоместок за користење на спортските објекти оваа година се во износ од 2,5 милиона денари и 500 илјади денара за поддршка на младинските клубови. Колку за споредба, во време на СДСМ се издвојуваа средства за спортот во износ колку ставката од оваа година за поддршка на спортски клубови во градот. Од владеачката ВМРО со реакција зошто советничката група на Социјалдемократскиот сојуз не дала поддршка за инвестициите во спортот. За жал, Социјалдемократскиот сојуз не успеа да се воздигне над своите партиски интереси и одлучи да не даде поддршка на спортските клубови, на нови спортски терени во руралните средини, на спортските манифестации и, замислете, не даде поддршка на реконструкција на градскиот стадион и поддршката на градскиот ракометен клуб Борец. Би сакале да запрашаме зошто. Ве прашуваме зошто, колеги советници, не дадовте поддршка и на оваа програма. Зарем не ви е важен спортот во Велес? ВМРО ДПМН на денешната пресконференција побараа и одговор зошто Социјалдемократскиот сојуз не дал поддршки на програмата на активностите на општината за заштита на животната средина. По вчерашната реакција на ВМРО ДПМН СДСМ денеска со одговор велат дека програмата била иста како и минатогодишната и сметаат дека промената била само во бројките. Социјалдемократскиот сојуз со одговор по вчерашната реакција на владеачката ВМРО зошто не е поддржана програмата за изработка на детални урбанистички планови. Оттаму велат дека програмата била иста како и минатогодишната и сметаат дека промената била само во бројките. Па подсетете се, само минатата година нашата советничка група гласаше за оваа програма. Гласаше за програмата за урбанистичко планирање и гласаше за предлогот оваа програма во вредност да се зголеми од 4 милиони на 8 милиони денари. Иванов запраша докаде се стигнати со изнаоѓање на решение за проблемот со паркинг простор. Планирањето на нови паркинг места, кои ги спомнувате во вашиот прес. Па господа од ДПМН јавно ве прашуваме каде ја сместивте катната гаража која од 2011 година бомбастично ја најавувавте. СДСМ ја повика општината да започне со изработка на детални урбанистички планови за да се намалат трошоците за градба на оние граѓани кои сакаат да градат во делови од градот каде што нема изработен детален урбанистички план. Започнаа детските рацинови средби. По 48 пат градот на Рацин ги собра младите поети и оваа година Велишани се покажаа како добри домакини. Учениците имаа можност да творат на тема "Ја сакам мојата земја", а најдобрите беа наградени.
Велес по 48 пат ги собра младите поети. Во градот на Рацин започнаа детските рацинови средби. За општината секоја година детските рацинови средби се можност да се покаже гостопримливоста на младите љубеници на пишаниот збор. Детските рацинови средби имаат многу поголемо значење и поголема важност од средбите што се посветени на возрастните. Тие остваруваат истата цел, го негуваат делото на Коста Солев Рацин и го презентираат пред Велес, пред Македонија, пред целиот свет. Со секое дело создадено од учесниците на рациновите средби се збогатува детската литература и оваа година пристигнаа голем број творби каде најдобрите беа наградени. На поетскиот конкурс кој што го распиша Организацијскиот одбор на 48-те детски рацинови средби, учениците можеа да конкурираат во 3 категории: 6 и 7 одделение, 8 и 9 одделение од основно образование и 1 и 2 година од средно образование на темата Ја љубам мојата земја. Поетскиот караван продолжува и утре низ општинските училишта, а завршува во ликовниот салон со промоција на романот за деца Јамболеја што лае од Киро Донев. Проектот меѓуетничка интеграција во образованието се спроведува успешно. Со игри и песни на македонски, албански и српски јазик денес во основното општинско училиште Блаже Конески ученици од повеќе основни училишта покажаа дека другарството нема граница. Игри песни на македонски, албански и српски јазик. Учениците од основните училишта Блаже Конески од Велес, подрачното Васил Главинов од село Бузалково и ученици од Рајко Жинзифов од село Оризари уште еднаш покажаа дека другарството нема граница. Добро дошле, деца мили, овде меѓу нас. Школа мила, школа драга, еве сме на час. Школа мила, школа драга, еве сме на час. Familia, mami, babi dhe motra, gjysha dhe vëllai, jetojmë një shtëpi plot gëzim e lumturi. Flasim, qeshim e punojmë, njëri qetrin e ndihmojmë, që të gjithë një kohë kemi, një familje ne jemi. Jabučice crvena na visokoj grani, hajde, hajde jabuko, daj na zemlji padni. Ti visoka moja, pa to nije šala, a da puhne vetrica, ja bih tebe brala. Преку овие активности се промовира соживотот, толеранцијата, се промовираат различностите. Воедно учениците го прославија Денот на толеранцијата 16 ноември. Според психологот Билјана Митева, ваквите активности ги зближуваат децата без разлика на етничката припадност. Колку е ова убаво зближување, каде што воопшто не е важно на кој јазик некој зборува, да се игра кцканка или да се игра играта слики апарат или да се игра играта да иде мачка околу тебе, поред тебе, расипан телефон и така натаму. Значи тоа се игри кои што навистина децата ги сакаат. Ние возрастните треба да им понудиме. Меѓуетничка интеграција во образованието е проект кој има за цел да го покаже соживотот со македонците, србите, албанците, турците и другите малцинства кои живеат на територијата на Република Македонија. За 24 часа издадени се потврди на вкупно 3458 странски државјани. Отворен третиот македонско-економски самит 2015. Вести од Македонија. Отворен е третиот македонски економски самит 2015 во организација на Македонија 2025, која ќе се одржи денеска и утре во Скопје. Новој самит најавено е учество на менаџери, инвеститори и предприемачи, како и на 250 извршни директори и 35 говорници, кои ќе разговараат за технологијата, бизнисот и лидерството. Новој самит, за разлика од претходните два, ќе се дискутира и за теми поврзани со растот и просперитетот на земјите од југоисточна Европа. Томи Ахонен од Финска ќе биде почестен говорник, човек кој Forbes го прогласи за најдобар светски експерт за дигитални технологии. Председавачот на самитот Зоран Мартиновски и Роберт Арсов, председавачот на одборот на директори на Македонија 2025, ќе се обратат на самото отварање.
За 24 часа издадени се потврди на вкупно 3458 странски државјани, од кои 1652 се од машки пол, 652 се од женски, 971 се деца, кои го придржуваат носителот на потврдата, како и уште 183 деца кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија, Авганистан и Ирак, додека другите се во помал број. Од започнувањето на издавањето на потврдите до 18 ноември оваа година, до оделението за азил се поднесени 70 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда, при што 51 барање се од државјани на Сирија, од нив 15 за деца, 5 барања од државјани на Авганистан, од нив 4 се деца, кои го придржуваат родителот, 3 барања од државјани од Пакистан, по 2 барања од државјани од Мароко, Либан, Палестина, Алжир и Ирак и 1 барање од државјани на Египет. Според податоците од мерните станици на Министерството за животна средина и просторно планирање, највисоки концентрации на PM10 частичките во воздухот се измерени во Газибаба 270 микрограми на метар кубен, Тетово 197, Битола 169 и во Велес 96 микрограми на метар кубен. На дозволените концентрации PM10 частички во воздухот има и во Кавадарци, каде се регистрирани 43 микрограми на метар кубен. Од Министерството за животна средина и комунална дејност информираат дека PM10 частичките во овој период се зголемуваат енормно, по неколку пати повеќе од дозволеното. Шведска го зголеми нивото на терористичка закана. САД нудат $5 милиони награда за клучен човек на исламска држава. 5 членки на ЕУ предлагаат мини Шенген зона, со која се предвидува исклучување на Грција, Италија, Шпанија и земјите од Источна Европа, тврди британскиот весник Daily Mail. Ова е свето денеска. Русија и Кина потпишаат договор според кој Пекинг ќе купи 24 воени авиони од типот Су-35. Западните медиуми јавуваат дека потпишаниот договор е вреден повеќе од $2 милиарди. Со потпишување на документот, Кина е првата држава која ќе купи руски авиони Су-35. Државното обвинителство на Босна и Херцеговина го истражува синокешниот напад и убиството на двајцата војници на босанската армија како чин на тероризам, изјави денеска во Сараево портпаролот на обвинителството Борис Грубешик. Некои сараевски медиуми го квалификуваа Омераги како човек зависник од дрога, но премиерот на федералната влада на Босна и Херцеговина, Салих Звиздик, по синокешната вонредна седница на владиниот кабинет, изјави дека убиството представува напад врз државата. Нема докази дека Омерагик бил припадник на джихадистите и исламистички милитант, но тој бил поврзан со некои локални радикални вехабистички организации. Убиството на војниците, едниот од нив Србин, Неделко Радик, а другиот Бошњак, Армин Салкик, властите го оценија како напад врз заедничкиот живот и сожителство во земјата. Во Босна и Херцеговина од ноќеска се засилени мерките за безбедност и за заштита на објектите на армиските сили, но од граѓаните е побарано да останат мирни. Шведските безбедносни служби вчера го зголемија нивото на терористичка закана од 3 на 4 степен. Ваквата мерка е превземана откако еден ирачки граѓанин кој влегол на територијата на Шведска преку Германија бил откриен како приврзаник на групата Исламска држава. Шведскиот министер за внатрешни работи изјави дека воведената гранична контрола на 12 ноември ќе биде продолжена за уште 20 на дена. Соединетите американски држави понудија награда од $5 милиарди за информација со која би се лоцирал или идентификувал лидерот во исламската држава Абу Мухамед Ал-Шимали. Стејт департментот тврди дека Ал-Шимали овозможува патување на потенцијални борци за исламската држава од Австралија, Европа и Блискиот Исток до Турција и до Сирија. Соединетите американски држави нови потек се одлучиле следејќи траги на групата по терористичките напади од 13 ноември во Париз, кога беа убиени 129 луѓе.
5 членки на Европската унија изработиле план со кој се предвидува исклучување од Шенген зоната на Грција, Италија, Шпанија и земјите од Источна Европа, тврди британскиот весник Daily Mail. Според весникот, планот за кој наводно стојат Белгија, Германија, Луксембург, Франција и Холандија предвидува создавање на еден вид мини Шенген зона, на чии надворешни граници би се применувале построги мерки на контрола, дури и за државјаните на другите членки на Европската унија. Daily Mail тврди дека планот ќе биде официјално представен на утрешната средба на министрите за внатрешни работи и за правда на земјите членки на Европската унија. Според Daily Mail, идејата за создавање на ваква мини Шенген зона се појавила по нападите во Париз од минатиот петок, во услови на зголемен прилив на бегалци, кој преку Грција и Балканските земји се движи кон западноевропските држави, во најголем број кон Германија. Последниот надпревар од честото коло помеѓу МЗТ Скопје и Карпош Соколи, кој се одигра вчера во салата Јане Сандански, заврши со 76:72, избран новиот председател на Сојузот за спортови, домашен спорт. Со 2,5 милиони денари оваа година, општина Велес ќе придонесе за развој на спортот. Дополнително за младинските клубови, општината издвојува 500.000 денари и по 200.000 денари за учество на велешките екипи и поединци на европските и балканските првенства. Сојузот на спортови смета дека ова е добра основа за стабилен спорт, но и можност истиот да се развива. Вчера вечер на изборното собрание, членовите повторно доверба му дадоа за нов 4-годишен мандат на Васко Бојчев. Се разговараше за изминатите 4 години, а секако многу побитно ни беа плановите во наредните 4 години, како сакаме да изгледа спортот во нашиот град. Нормално, со многу клубови, со многу настани и најбитно да има публика на сите тие настани. Постигнатите досегашни резултати на Сојузот на спортови се добра основа по 4 години кога ќе се бира нов председател. Сегашниот Бојчев да информира дека повеќе клубови од Велес се надпреваруваат во елитните лиги. Полека, но сигурно Велес се враќа на спортската сцена во Република Македонија. Ние ветевме дека како општина максимално ќе се вложиме во спортските достигнувања во секој сегмент во доменот на спортот. Почнавме со игралиштето, со фудбалскиот терен, со случињата, со повеќе наменските игралишта во Иванковци, во Караслари, во тек е проектот за повеќе наменско игралиште, односно давање употребна дозвола за повеќе наменско игралиште и во Вашино село. 50 на спортски клубови од градот обстојуваат благодарение на поддршката на општина Велес. Нема повеќе непоразени екипи во првата македонска кошаркарска лига. Откако вчера вечер во последниот надпревар од шестото коло шампионот МЗТ Скопје Аеродром со 76:72 му го нанесе првиот пораз сезонава на лидерот Карпош Соколи. Со оваа победа МЗТ Скопје и Карпош Соколи се на делба на првата позиција со идентичен скор од по 5 победи и 1 пораз. Најефикасни кај домашната екипа беа Душан Бунич со 18 поени и 13 скока и Ѓорѓе Дреновец со 18 поени, додека кај гостинската екипа најефикасен беше Антон Казарновски со 22 поени. Ракометарите на Охрид славеа против Вардар Јуниор во 9-то коло од Суперлигата. Со одлична игра во текот на целиот надпревар Охриѓани триумфираа, крајниот резултат на овој меч беше 23-18. Најзаслужни за победата против Вардар беа голманот Колев кој имаше 14 успешни интервенции и Павлови кој постигна 8 погодоци. По овој надпревар Охрид се наоѓа на втората позиција на табелата со 21 бод, 6 повеќе од Вардар. Надпреварот помеѓу Металург и Борец беше одложен поради настапот на екипата од Автокоманда во Лигата на шампионите против екипата на Кадети Шафхаузен. Тој надпревар ќе биде одигран денес во 20 часот.
Голманот и македонски репрезентативец Борко Ристовски кариерата ќе ја продолжи во Рај-Некар. Тој последниот надпревар за сегашниот клуб Кретеј ќе го одигра вечерва пошто ќе замине за Германија. Ристовски нема да има право на настап во Лигата на шампионите за германскиот клуб се до завршувањето на европското првенство. Интересно е што првиот надпревар по шампионатот во Полска, Рај-Некар ќе го одигра против Вардар, па се очекува нистиот Борко да дебитира. Реал повторно загуби од Химки. Во текот на вчерашниот ден беа одиграни два надпревари од ракометната лига на шампиони. Хјустон ја прекина низата порази. Меѓународни спортски вести. Актуелниот кошаркарски шампион на Европа Реал Мадрид загуби во вториот дуел против Химки. Во единствениот надпревар од Евролигата кој беше одигран вчера, тие на домашен терен загубија со 82:85. Најзаслужен за победата на Химки беше Тајрис Рајс кој постигна 18 кошеви и запише 8 асистенции. Вечерва ќе бидат одиграни уште 7 надпревари во Евролигата, а за нас најинтересен ќе биде мечот помеѓу Бајерн и Фенербахче, во кој ќе настапи и македонскиот интернационалец Перо Антич. Овој дуел започнува во 20 часот и 45 минути. Во текот на вчерашниот ден беа одиграни два надпревари од ракометната лига на шампиони. Во нив Пик Сегет во ефикасен и неизвесен надпревар до самиот финиш славеше на гостувањето кај Кринстенштад. Крајниот резултат на овој дуел беше 32:34. Во вториот меч од оваа група Рај-Некар ја оправда фаворитската улога против тимот на Монпелје и победи со 25:21. По одигрувањето на овие надпревари актуелниот македонски шампион падна на третата позиција на табелата со бод помалку од Барселона и Рај-Некар. Тие својот надпревар до 8-то коло во Лигата на шампионите ќе го одиграат недела, а противник ќе им биде Барселона. Рафаел Надал го осигура својот пласма во полуфиналето на завршниот Мастерс турнир во Лондон. Иако Мареј влезе како фаворит на овој дуел, Надал имаше импресивен настап и победи со максимални 2:0 во сетови, односно 6:4 и 6:1. Во вториот меч од оваа група Вавринка го победи Ферер исто така со 2:0 во сетови и во последното коло тој и Мареј во меѓусебен дуел ќе одлучуваат кој ќе биде вториот патник во полуфиналето. Хјустон Рокетс ја прекина низата порази. Джеймс Харден кој постигна 45 поени беше предводник на Хјустон во победата против Портланд, кои славеа со 108:103 по продолженијата. Во отсуство на Кевин Дурант, Расел Вестбрук е лидер во тимот на Оклахома. Во дуелот против Њу Орлеанс тој постигна 43 поени, а Оклахома победи со 110:103. Во останатите надпревари Шарлот Бруклин 116:111, Орландо Минесота 104:101, Филаделфија Индијана 85:112, Бостон Далас 102:106, Атланта Сакраменто 103:97, Сан Антонио Денвер 109:98, Јута Торонто 93:89 и Феникс Чикаго 97:103. Сончево и топло време во текот на денот со значителен пад на температурите во вечерните часови. Ова беше временската прогноза за денес. А да погледнеме какво време не очекува утре. Тоа беше се за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.